80-годишниот Благоја Нешковски од селото Рилево во општина Долнени, секој втор ден, веќе 5 години поред, со своето магаре оди по 2 километри надвор од селото за да донесе техничка вода за полевање на бавчата и за одржување на хигиенски потреби. Сите бунари во селото во последниве неколку години пресушиле, исто и неговиот, иако е длабок 13 метри. Има 20 сантина вода, поќе нема ништо и та не можам ништо да ја употребувам, само кокошки имам десетина, колку наним дим дамоти, ме срави на стока, однесе да му дам. Еден бунар ушона му имат, видов има, седна ко вада мама, дур да ги звам водава, па да ја кревам после па в бурина да турам, 2 сата, не можам да наполнам. Нешковски, по 20 минути одење со магарето, стигна до бунарот. Но вели дека не може повеќе да издржи вака, затоа што и оваа вода не може да се пие. Не можам. Не можам да одам, нозете ми се тресат. Големи маки се видени. Така е од мене тоа, па сега друго, ако може да се поможи до вода да дојме, дур сум жив. Арно, ако не, што сака нека видите. Не може. И неговата сопруга вели дека доколку не се промени ситуацијата, живот во Рилево во иднина тешко дека ќе има. Многу проблеми, вода немаме ни за миење, ни за пиење, апсолутно за ништо. Ќе си дојдам од тутун, вода нема да се напијам. Многу пати се случило, апшето ќе оклам в уста, вода немам да ги спијам. Мизерија невидена. Еве годиње. Не инфекции добивме, не и се што. Селото Рилево има 50 постојани жители, а во лето и викенди кога се враќаат иселениците, бројот се движи до 100. Водовод немали никогаш. Вода за пиење ваделе од бунарите кои што сега сите се пресушиле. Но и тие биле бактериолошки неисправни и често добивале стомачни заболувања. Сега вода за пиење полнат во шишиња во соседното село Ропотово. Колку често доаѓате тука, односно на колку денови да полните вода во Ропотово? Колку денови, ние што сме помлади, вака може на секој втори ден, па и водата не може да ја пиеш, па бајата, да речеме. Ние можеме да дојдеме на 2 дена, а овие постариве не, па понекогаш и носиме ние, тие и да се мача со запреги, со магарчина, со 300 чуде. Поради климатските промени, за прв пат освен селските бунари, пресуши главната чешма која што тие користеле како место од каде што добитокот пиел вода. Вода нема ниту сред село, кај главното поило. 2 дена стокава се нема напијана вода. А и јас ќе се напијам, ама тие не знаа. Сега, еве, самите видовте, чешмата долу исто не, и сега ова стока кај ќе пие, овие живинчи. Во селото има и повратници, но за жал и тие размислуваат да се иселат поради тоа што нема вода. Како повратник од Австралија, дојдов овде, направив куќа, вложив доста пари и беше намената да пат и вода да донесат. Еве 7 години сум тука, нема ништо од тоа. Јас сум жител на Скопје, ама роден сум овдека. Мислам да се вратам се за после пензионирање, реновирам, правам, монадам, ама вода нема. Без вода ништо. Од пред 4 години до селото има доведено водовод, приклучен на регионалниот водовод Студенчица, но вода до чешмите за сега нема. Инсталацијата е доведена, вода не е пуштена. Зашто не е пуштена, одговор бараме во општина, не ни даваат. Што ви велат? Ќе се пушти понеделник. Кој понеделник не објаснува. Од општината велат дека наследиле водовод до селото кој што не бил функционален. Тие го решиле проблемот со главните вентили, но сега екипи на терен работеле за да видат зошто низ цевководот не може да протече вода. Жителите пак велат дека се заборавени од државата со децении и очајно молат за помош. Велат срамота е во 21 век луѓето и стоката да умираат за вода.